Уставотворец, еден од неколкуте што го создадоа првиот македонски устав под покровителство на тогашниот председател Киро Глигоров. Умерен политичар, добар критичар, неспорен познавач на правото. Но оној што не ја познава својата историја, тешко може да ја предвиди својата иднина. Па Владо Поповски, како истражувач во списите за Македонија, денес знае да каже да продолжиме по патот на заедништвото. Имам чест во ова издание на 24 отворено да разговарам со Владо Поповски. Добра вечер, добре дојдовте во студиото. Добра вечер, добре најдов. Господине Поповски, деновиве разговараме за уставот и промените кои што се најавени и се најавуваат. Сите знаеме дека уставот не е затворена книга, но постои постапка која ги одредува правилата. Дали е таа испочитувана? Веднаш да кажам дека оние постапки кои што се најавени за промена на уставот, каде се најавени, каде е формирана групата која што треба да даде некој предлог, значи дека уставната процедура која што е многу јасно предвидена во уставот не е испочитувана на почеток. Имено, Уставот на Република Македонија предвидува во случај на потреба од измени на некои членови на тој устав процедура во која што надлежен уставно предвиден предлагач ќе настапи пред собранието со барање да се почни процедура за измена на уставот, образложувајќи ги причините за тие промени и евентуално областа или прашањата за кои се бара измена. Во тој случај собранието отвара расправа во однос на овластениот предлагач, а овластен предлагач за измени на уставот се владата на Република Македонија, председателот на Република Македонија, 30 пратеници или 150.000 граѓани. Тоа се субјектите кои што можат да ја покренат таа постапка, но таа се покренува пред собранието. Собранието, расправајќи по предлогот, по таа точка, по тоа барање на овластен предлагач за измена на уставот, гласа и треба да ја изгласа својата согласност со двотретинско мнозинство. Тоа значи со 80 пратеници од собранието кои што ќе кренат рака дека се согласува да се пристапи кон измена, на тој начин се отвара самата постапка. Во тој случај, Уставната комисија започнува со работа и доколку предлагачот, а се очекува дека има предлог во која смисла и што да се измени, почнува расправа по тие прашања. Во текот на самата Уставна комисија може да дојдат и други предлози. Уставната комисија може да не се согласи со начинот на кој се предлага измената. Може да стави друга формулација на сето тоа, што инаку се случуваше и во процедурата за донесување на првиот устав од 1991 година. Откога Уставната комисија ќе ја заврши својата работа и ќе направи конечно во однос на сите предлози нацрт на измени на уставот, тогаш нив ги враќа во процедура во собранието, кој што тој нацрт треба да го усвои со апсолутно мнозинство, тоа значи со 61 глас за тие измени што во процедура пред Уставната комисија донесено. Ние гледаме денеска дека не е
процедурата започната за измена на Уставот во оние делови во кои владата, која што инако е овластен предлагач и на Устав, и на измени на Устав и така натаму, не е започната во собранието, што значи дека самата процедура е изместена надвор од собранието, барем на фактички начин. Веќе се објавува во јавност составот на комисијата, веројатно ќе почне да се објавуваат темите за кои се бара измена и така натаму, а сето тоа ќе се случува, што значи пред да почне било каква активност во собранието и се создава една клима, така да се каже, во која се поставуваат прашања. Која е потребата на владата, наместо да влези во собранието, да каже дека постои потреба, да ја дефинира областа во која и за кои прашања се потребни измени, па од кога ќе се гласа дури да даде своји предлози, бидејќи може да даде кој што да ве дополнам. Очигледно овде ова е политички обид или притисок за да се убеди поголемиот дел од мнозинството во собранието да гласат. Јас нужно направив опис на процедурите и дефиниција на тоа како е во која смисла е изместена таа позиција, а мојот коментар или оценка зошто тоа се прави, имам чувство дека тоа се прави многу повеќе со мотив на борба за политичко партиски рейтинг во јавноста, конечно на една година пред изборите, за да се создаде основа некој да биде наводно виновен, што ја кочи постапката за самата процедура и во таа смисла имаме индикатор. Например, последната изјава на представникот на владата и на Социјалдемократскиот сојуз кажува дека ВМРО-ДПМН, кој што има изјавено јавно, политички, исто така, исто веројатно мотивирани од својот рейтинг, дека нема да гласа за отварање на Уставот и за создавање на измени, носи морално-политичка одговорност заради забавувањето на процедурата на отпочнување на преговори за влез во... Што значи дека... Што значи, сака да кажете дека ова е своевиден притисок врз опозицијата за да го прифати овој целиот процес на промени на Уставот. Едно е притисок за да го прифати, а друго во однос на јавноста е елемент на партиско-политичка борба за рейтинг. Конечно, нели има многу анкети кои што кажуваат колкава поддршка има од граѓаните по тие анкети партијата на власт, колкава има ова што е во опозиција и слично, што значи дека таа тензија за тоа освојување на престиж сред граѓаните е еден од главните мотиви во овој момент. Меѓутоа, ако тоа го тргнеме на страна и ако се држиме строго до уставните одредби, мора да се констатира дека самата постапка во својот почеток е изместена, таа мора да почне во собранието, а не надвор од собранието. Малку во суштината за она што е промени или што би требало да бидат промени, мислите ли дека обидот за внесување на бугарите и други народи во Уставот е еден добар визионерски потек во овој момент во кој што Македонија сега се наоѓа, или е диктат? Видете вака, прво, тоа барање за внесување на бугарите во
Уставот на Република Македонија, произлегува и треба да произлезе, се разбира, од самата група на граѓани кои што се декларираат како бугари. Досега во пописите таа бројка изнесува некаде 1650. 3000 е на последниот попис, над 3000, 3500 некаде. Значи, одејќи по таа линија, нема никаков проблем да се внесат во преамбула која што започна да ги набројува сите народности или делови од народ кои што живеат во Македонија, и во таа насока се кажува дека за да се пополни тој список, во Уставот на Македонија треба да се стават уште хрватите, црногорците, евреите, па и бугарите. Во таа насока сосема е легитимно тоа. Но, каде е отпорот во мислам, кај граѓаните, или какво е расположението? Мислам дека граѓаните се сомневаат дека тоа ќе биде последно барање од страна на Бугарија кон Македонија, бидејќи се сведоци паралелно на изјави на председателот на бугарската држава, господинот Румен Радев, кој што има децидно, јас ќе цитирам таа кратка изјава, дека бугарите и македонците имале 1300 години заедничка историја и дека ќе имаат и во иднина. Што значи дека една таква изјава која што нема никаква историска подлога, ниту аргументација, искажана од името на председателот на бугарската држава, кој што сме сведоци во последните 2 години поради тешкотите да формираат влада, е главна политичка личност, а современата после последните избори слична е ситуацијата околу владата. Ако успеат да формираат, може тешко да обстани, што значи тежината на мислењето и на ставот на председателот Румен Радев ќе биде доминантно и во таа структура. При таква изјава македонците се сомневаат дека Бугарија едноставно може да продолжи со нови. Но ова е, да речеме вака, еден емотивен сегмент во сето она што сите можеби во Македонија го чувствуваат. Може ли Бугарија или Софија или Радев да го злоупотреби фактот што бугарите ќе бидат дел од преумболата на Устав? Може ли да се злоупотреби тој факт на било кој начин? Треба, веројатно, претпоставам дека може ја имате она информација следна, дека наспроти ова бројка што се има декларирано дека се чувствуваат како бугари во Република Македонија, дека во Македонија има некаде 100.000 до 120.000 бугарски пасоши кои што се добиени на начин, како услов да се добие, да се напиши во барањето дека потекнуваат од бугарско семејство или семејство кој што ги негува старите бугарски традиции, па во таа смисла многу често, некаде јас се сеќам на 3 до 4 пати кога бугарската влада или политика има изјавено дека тие пасоши треба да се заслужат. Тоа значи дека се очекува тие кои што зеле пасоши само за да можат да одат низ Европа, да се вработат и така натаму, бидејќи им се отварат границите на Европа, условот да го заслужат пасошот, да мора да се декларираат дека се бугари, а тие досега не се декларирале. Од 120.000, кажувате само во последните... Но треба да се декларираат на македонски попис, а не на во бугарските списи. И во тој случај, тој притисок оди
од бугарска гледна точка и од становиште на она политика што ја декларира председателот на Бугарија, господинот Румен Радев, да се создаде во Македонија една голема групација на бугари, и јас мислам дека тоа е еден своевиден притисок врз тие што имаат бугарски пасоши, дека ќе ги задржат пасошите или треба да ги заслужат. И конечно, ако се сеќавате, 2008 година имаше барање од 64 интелектуалци на Бугарија, кога почна ова во Скопје да се градат они споменици на Александар Македонски, другите и така натаму, имаше точно 64 интелектуалци се обратија до бугарската влада, дека науката, тие како интелигенција, се веќе не се во состојба да влијаат на проширување на бугарската свест кај македонците или на освестувањето на македонците како бугари, и барат од владата тогаш кога ќе почне процедурата за Европска Унија, бугарската влада да ја уцени или да ја стави пред зид македонската влада и да бугарската влада да испорача барања кои што ќе мора да ги прифати за да може да влезе. И имено на дело е токму таа процедура. Бугарската влада ја користи, или бугарската држава ја користи последната шанса да може да ја уценува Македонија. За жал, например, ќе спомена малку дигресија господинот Джеймс Пердју, кој што беше посредник олеснувач во Охридскиот договор, последната функција му беше амбасадор во Бугарија, кога ги слушаше сите овие работи, даде изјава дека е доволно со малтретирањето на Македонија и на македонците. За жал, Джеймс Пердју почина после известно време, што значи дека се доживува точно ова процедура што се наметнува на македонците како малтретирање, кој што може да има многу долгорочни консеквенции во смисла на загрозување на македонскиот карактер на државата. Според одредени ваши колеги, има и обратна теза, дека со внесувањето на делови од бугарскиот народ во Уставот се прави целосна дистинкција меѓу бугарите и македонците. Таа на овој начин се официализира и се остава еден траен белег дека станува збор за различни народи. Само да ви кажам, слушнав дека во таа смисла дал изјава господинот Шасивари, професор. Имаше изјава и од професорот Чкарич. Да, можда. Меѓутоа, ево, ќе ги коментирам двете изјави, меѓутоа на Шасивари, дека тоа било прв пат кога македонците ќе се разликуваат од бугарите. Морам да кажам дека го знам и сум пријател со господин Шасивари, предава уставно право, дека нема доволно познавање на историјата на македонско-бугарските односи, за да може да каже дека тоа е прво дистанцирање и дефинирање. Што се однесува до изјавата на господинот Шкарич, мојот колега, значи заедно со Шасивари, дека на тој начин, со внесување на бугарите, се покажува уставно дека едно се македонци, друго се бугари. Но која е опасноста од внесување без никаква ограда во уставот на бугарите? Притисокот што бугарската држава го врши врз поседниците на 100 до 120.000 пасоши, да се декларираат како бугари, отварањето на ова и поставувањето како бугари на една таа категорија од 3.500 може, бидејќи луѓето живеат со одредени потреби, кои ако ги немат, не ќе имат средства да живеат, може таа бројка да стане
50.000, 80.000 и слично, и тогаш да го репродуцирате моделот на живот и на институции во Македонија, што беше карактеристичен за крајот на 19. век, почетокот на 20. век. Тоа значи Македонија да биде практично повеќе национална држава, главната релација македонци-бугари, поради ова можност на притисок врз тие луѓе кои што веќе живеат во странство или така натаму, бидејќи Бугарија тоа може да го направи со закон за промена на пасошите. На сите тие што ги имат, на сите државјани и на тие што имат. Да, но видете, Македонија од секогаш била мултиетничка држава. Да, мултиетничка, и ова своја генеза влече не само децени, стотици години назад, уште од времето на Македонската лига. Од почетокот е мултиетничка. Да, зошто во таа насока би било... Меѓутоа не со тие пропорции. Например, во однос на македонци и бугари. Не со тие пропорции. Со тие пропорции на однос македонци и бугари само во Турско, кога постоеше така наречен милетски систем, а тоа значи дека постои народ, таков народ каква што има црква. И на таа основа султанот од своји потреби прво само грчката црква ја призна и сите во Македонија беа грци, Рум Милет или Урум Милет. Понатаму, од кога тој Урум Милет стана политички опасен за Турција, ја призна екзархијата бугарска, 1872 година почна да запишува нуфузи или население како бугари. 92 година ја призна српската држава со Фирмилијан начело во Скопје и почна да запишуваат српски народ во Македонија, што значи дека тој милитски систем имаше две функции. Прво да го амортизира хомогенизирањето и политичкото устремување кон самостојност и второ да го умножи, да ја умножи таа народност врз база на цркви, за да можат жителите да се држат една со друга за гуша, како и што се направи. Куриозитет, например, има изјава во српските научни анализи. Куриозно е, вели, во Македонија има срби, од кога се призна српската катедра и црква 1892-94 година, а во Стара Србија нема срби, затоа што султанот таму призна само две цркви, бугарска и грчка. Во Стара Србија србите можеа да се запишат само како бугари и како грци, но не и како срби, а беа срби. Имено, милетскиот систем е со таа функција, но таа функција конечно се удри од глава на, како се вика, на самата Турција, заради тоа што овие три држави склучија Балкански сојуз, во кој што заедно ја нападна во Првата Балканска војна, Турција ја истисна од Македонија, па дури преку Одрин, и Одрин влезе во територијата на трите држави. Но, по повод делбата на Македонија и границите, и кои што беа инаку претходно договорени, меѓутоа после се бараше корекција заради различниот придонес воен на сите земји, се побара промена и настана Втората Балканска војна, каде меѓу себе се спротивставија до вчерашните сојузници, при што изгуби најмногу Бугарија, бидејќи Бугарија беше против грчката и српската армија. Зошто овој дел од историјата би бил пречка за сега
бугарите да бидат дел од уставот заедно со Не е уште неколку пречка, народи за видете земја вака. која што е веќе детерминирана како не е мултиетничка. пречка, лично е- Тоа аспект не, ве прашувам. ево, јас лично- Бидејќи историјата на Македонија, не само на државата на Македонија, на видете целата вака. територија покажува мултиетницизам во сите Добро, историски моменти. Да, како што реков, со различни пропорции, меѓутоа, еве го мојот став. Не е пречка, може да се пристапи кон внесување на бугарите, меѓутоа, би требало да се заштитиме од нови условувања од страна на Бугарија заради нашиот Евроатлантски пакт. Тоа значи дека Бугарија треба да изјави дека таа измена е доволна за да почне и дека нема да прави натамошни пречки, затоа што ја имаме изјавата на Румен Радев, поинаква. Во таа смисла, значи, постои страхување дека ќе се измислуваат нови пречки во таа насока. Ако тоа се направи, тогаш може да се стави, например, една идеја на еден универзитетски професор и академик е правник, кој што вели да се стават измени во смисла на ставање на бугарите во уставот за да се отвори патот кон Европска Унија и да се стави една клаузула дека таа измена стапува на сила тогаш кога преговорите на Македонија ќе бидат отворени и започнати со Европската Унија. Дополнително на политички план ќе треба да се инсистира дека Историската комисија не може било кој прашен пред Историската комисија да биде услов за преговорите, бидејќи историските прашања не се предмет на преговори, не се типичен, не може на Македонија да и се насадува таков предмет. Тие преговори може да траат со години и добро е да траат за да се избистрат оние заеднички историски евентуално личности, настани и така натаму, но и да се разграничат, секоја страна да биде ослободена во однос на политички притисоци, а да биде задолжена во однос на аргументацијата. Има такви комисии во другите европски земји кои што траат со десетици години, па никому ништо. Тоа треба да продолжи. Значи, не сум против тоа, треба да се стават за да се отвори патот, но ние не знаеме во случајот, бидејќи мојот став беше дека процедурата е изместена наместо во уставот, така како што реков, почнува вака како што е објавено, не знаеме што се ќе се бара. Дали е само вметнувањето на устав на бугарите, што инаку, како што реков, не треба да биде проблем, или може би уште 5-6 работи кои што може да ја искомплицират работата, заради фактот што пишува во уставот со измена, со еден амандман, мислам 18 ти амандман, после Охридскиот договор кој што е ставено. Предлогот за измена на уставот се донесува со 2/3 од собранието, во кое што мора да има мнозинство од представниците кои што припаѓат на немнозинските заедници. Тоа значи дека малцинството може апсолутно она што е договорено во рамките на Македонија со мнозинство за да се пристапи кон измени, да не може да се пристапи, бидејќи малцинството на тој има алатка која што ја ставиле тамо. Со таа алатка кога малцинството може да услови предлог за отварање, нацрт на устав и конечно донесување на устав двојното мнозинство, тоа значи дека тоа малцинство може да уценува и да бара нови прашања да се постават, за ако се сака да се постигне ова што не би било спорно на патот на, како се вика, на патот кон Европа. Може да постави, например, ево ова, Таравари вели да треба да се стави службен јазик, албанскиот јазик. А тој е службен. Според амандман 5, став 2. Амандманот 5, став 1 вели дека на цела територија на Република Македонија
и во меѓународните односи е службен македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Став 2. Друг јазик исто така може да биде службен доколку го говорат 20% на начин како што е подолу во другите ставови уредено. Во крајен случај, ако се зима целиот тој модел, но да не коментирам што јас мислам за албанскиот јазик, бидејќи апсолутно се однесува на албанскиот јазик на ниво на Република Македонија и на 20% на било кој јазик во локалната самоуправа, во општините, па на тој начин... Мислите дека има тука некоја диспропорција ќе се направи во однос на користењето на останатите етнички заедници во општините? Ако се прифатат двата како службени... Не, ќе треба во општините дополнителен параграф, дополнителен амандман, кој што во тој случај треба да каже како ќе бидат уредени тие во општините. Бидејќи видете двојазичност, имаше доста предлози од албански партии да се формира заедница на албански општини. Тоа значи територијална граница на некој начин, нека е на локално ниво, меѓутоа веќе го внесувате, го нарушувате така наречениот унитарен карактер на Република Македонија. Например, нека се донесат некои измени што пратениците ќе смета дека треба да се донесат, ама нека напишат во една реченица дека Република Македонија е самостојна, суверена и унитарна држава, што значи измените да бидат само во таа област и дека таа дефиниција не може да се менува без согласност на мнозинството. Меѓутоа, таа не може ниту да се стави без согласност на малцинството, бидејќи во тој амандман 18 стои дека било која измена на Уставот бара мнозинство, например од 80, во кое што има малцинство. Малцинството произлегува дека е втор дом и дека е веќе Федерација Македонија функционална во рамките на во смисла на донесување на одлуки. Ако е функционална, таа може да стане лесно. Имаш уште еден предлог што провеа во однос на оваа промена на Уставот. Кој е тој предлог? Тоа е за во јавноста, Да. за промена на грбот. Како можеби некој услов во кој што ВМРО ДПМН би се одоброволиле и ако се донесе оној грб кој што имаш беше предлог 2015. Па 2015 беше тој предлог за лавот како символ на грбот, кој што во одреден момент беше дури прифатлив, тогаш ми се чини и за ДУИ. Знам, тој Дали може на таков пакет цел да се направи? Видете, од стоматографијата на грбови на Македонија, тој лав е со разјарени челјо, со црвена, жолта подлога и така натаму. Тој може да биде прифатлив и за албанците и слично, меѓутоа по таа измена која што е ситна и така да се каже врзување за некоја стематографија и конечно за првото Разловечкото востание го имаше тоа знаме на Разловечкото востание, да се отворат прашања кои што можат да бидат, бидејќи малцинството ќе рече добро, ево, грбот постои, ама не задоволува. Нас не се сакаме нешто друго кое што е поставено на трасата на функционален федерализам меѓу македонците, албанците и другите. Затоа сметам дека не е тоа сериозно решение за грбот. Одиме на куса пауза за реклами и се враќаме во студиото на ТВ24. Во студиото на ТВ24 со професор доктор Владо Поповски разговараме за уставните можности, амандмани и можноста за промена на Уставот во наредниот период, но
ќе се навратиме и на некои историски моменти, имено Поповски, еден од творците на Уставот во 91-та година, критикувавте на почетокот дека некои процедури за овој устав се изместени. Каква беше процедурата тогаш? Дали одевте комплетно по сите постапки кои што требаше да бидат запазени или? Видете, вака. Во декември месец 90-та година Фрчковски ме информира да пристапам во групата, а групата, тоа беа двајца, тој и Лазар Китановски, за подготовка на Устав на Република Македонија. Фрчковски беше член на владата на Република Македонија, мислам во владата на премиерот Клюсев, и во македонското раководство преовлада со оглед на настаните во Југославија, распадот на Југославија, едномислење дека Македонија мора да се ориентира кон самостојност, на тој начин мора да подготви устав и да се востанови таа самостојност врз уставна основа. И дека за тоа е потребен устав за 6 месеци, отприлика. Бил повикан на почетокот професорот по уставно право, еден солиден професор Евгений Димитров, педантен, кој што внимава и на запирка, бидејќи запирката може да ја смени смислата и така натаму, но тој одговорил на владата дека нему му се потребни 6 месеци само да се врати во, читајќи во таа материја, па после да прави. Што значи дека на владата и на политичкото раководство на председателот на Републиката, на собранието им се брзало за 6 месеци. Ми кажа Фрчковски за тоа и јас реков дека Евгений Димитров имал право тоа за 6 месеци и како. Тој рече или ќе пристапиш, или кажува и така натаму. И почна они двајцата да работат и едно време ми се јавува дека они имале напишано 5-6 членови. Реков, чекајте бе, вие да видам што пишувате и така натаму, и јас се вклучи во тоа. И сега што значеше подготовка неформална на тој устав? Таа подготовка не беше воопшто јавна, таа беше на една група која што предпоставувам дека Фрчковски, како одговорен за политички систем во владата, дека бил во договор со председателот Киро Глигоров, кој што исто сметал дека им треба хитно устав, нацрт, текст за устав и така натаму. И почнавме да работиме на устав без воопшто тоа било кој да го да го објавува, да го рекламира. И уставот беше во своите 134 членови готов на 30 април 1991 година, што значи за 5 месеци. Уставот беше, текстот на уставот, кој што нема никаков официјален назив устав и така натоку устав на Република Македонија, но работен текст на тројца, предаден на председателот Глигоров, предаден на Стојан Андов како председател на собранието, предаден на премиерот на владата. Председателот Глигоров, од кога го прочитал на 6. мај, што значи 6 дена само, после имањето на текстот, ја покрена екс официо, согласно уставот, процедурата за донесување на нов устав. И тогаш прв пат се слушна и тој излезе на собранието и предложи донесување на устав на Република Македонија. Собранието со 2/3 се согласи, ја формира Уставната комисија и Уставната комисија го доби работниот текст и Уставната комисија имаше можности свој текст да направи,
други да прифати други предлози од текстот и така натаму. И Глигоров нас, тројцата, со покренувањето на постапката не определи формално правно како застапници на неговиот предлог, што значи предлогот на Устав на Република Македонија 1991 година во уставно-правна смисла е предлог на председателот на Република Македонија, кој што претходно ја отвори процедурата што Уставот ја има пред собранието со гласање од 2/3, кое што се согласи да се донеси таков устав, се формираше Уставна комисија и Уставната комисија користеше не само представници на сите партии, туку и стручна помош од други, што значи на Уставната комисија е работа прва да официализира некој предлог и која што може да прима предлози од друга и да може саме да измени. Значи на таков начин е донесен првиот избор и разликата во однос на ова се состои во тоа што сега не само што е изместена, туку е објавено групата, па дури и промените како треба да изгледа. Што и да предложат и како и да предложат, мора сето тоа да оди на собрание. И дозволете, ако собранието со 2/3 го прифати пристапот за промена, дури од тогаш ќе се смета дека имаме постапка. Жалите ли што во 91-та во креирањето на тогашниот устав, еве како еден од пишувачите, се немаше повеќе слух за барањата на албанските политички партии во тоа време и на албанците генерално, бидејќи првиот конституент на уставот тогаш беше само македонскиот народ. Вака, во нашиот предлог ги имам сите уставни текстови кои што беа како предлог на комисијата, околу 6 и така натаму. Стоеше дека Република Македонија е национална држава на македонскиот народ и држава на албанскиот, турскиот и демократска заедница на другите етнички заедници. Тоа беше првиот предлог. Тој предлог не помина на собранието, бидејќи во тој период, 1991 година, веќе беше развиен еден национално-политички процес во цела Југославија при распаѓањето на Југославија и имавме голем притисок од представниците на ВМРО ДПМН во Уставната комисија во собранието дека тоа сето ќе се бриши и има да биде ставено така како што они го ставија и изгласа, што значи тој притисок на националистичко расположение низ цела Југославија и во Македонија оневозможи да се прифати и да добие конечно решение предлогот на Уставната комисија. Имаше тука доста варијации во таа смисла. Например, многу интересна е една ваква позиција за Охридскиот договор. Ми се јавија, бидејќи јас ги пишував преамбулите. А она што излезе на крајот не е она што јас сум го напишал во сите детали. Ми се јави доста Димовска, која што беше подпредседател на владата под водство на Љупчо Ѓорѓевски. И ми кажа, пред Охридскиот договор те замолуваме да напишеш преамбула чисто граѓанска и либерална. Во смисла граѓаните на Република Македонија правата да бидат индивидуални, карактеристични за сето тоа. Прашав дали тоа е ваша лична желба, само на ВМРО ДПМН или и Социјалдемократскиот сојуз. И се интересирав кај господинот Бранко Црвенковски, председател на Социјалдемократскиот сојуз. Тој рече да, ние се согласуваме за чисто граѓанска преамбула. И таа преамбула во целина земено, граѓаните на Република Македонија, тргнувајќи од ова, беа инспирирани од, кај мене остави најмногу впечаток, преамбулата во полскиот устав. И оттаму
е сето тоа земено. Но им реков дека Македонија и гласачкото тело кое што треба да донесе измени за македонскиот устав е осетливо на историскиот развој на македонската држава, па во тој случај при таква преамбула треба да донесеме собраниска декларација во која ќе се кажи генезата на македонската држава и на уставноста како борба за македонска национална држава. И на преговорите во Охрид јас реков дека ние се согласуваме на граѓанска либерална преамбула, зашто господинот Пердју и господинот Леота рекоа дека добро што пристапувате на таа линија сосема, но предлагаме и собраниска декларација во таа смисла. Пердју кажа, собраниска декларација можете да донесете каква сакате. Нас не интересира, ние сега, штом се согласувате на ова либерална, почнуваме натаму. И натаму Охридскиот договор донесе своји амандмани и ги предложи во собранието. Кога дојде во собранието одредени структури кои што бара политичка промоција и постигнување на највисок рейтинг политички, рекоа дека нема македонски народ, нема ова, не може да постои сето тоа. Националностите или народностите во Македонија се согласија во тоа да пристапат кон броење и тогаш се создаде македонскиот народ, турскиот, оно список. Деловиот. Да, но тој се надоврза представниците на сите тие благодарни на нивните предци во борбата за македонска држава и испадна, например, дека за македонска држава се бореле и бошњаците и другите и така натаму, кои што немаат историска фактичка основа, а имаат во секој случај нашата историја со борбата на македонскиот народ за национална историја, со албанците, со турците, со власите, е историски таа соработка оправдана и заснована. И се доби една преамбула чудна, врз која веќе почна да се множат. И последната измена, например, за време на господинот Заев, што беше побарано од немнозинските народности, да се избриши како и граѓаните припадници на тоа, туку дојде преамбулата вака да гласи дека македонскиот народ, дел на албанскиот, дел на турскиот, дел на ова, дел на она, испадна дека Македонија е практично композиција на колективни субјективитети. На тој начин, тие колективни субјективитети веќе продуцираат предлози кои што бараат двојазичност, тројазичност, евентуално утре исто најавено е територијална поделеност, например, она во алтернатива. Не, немаше таква официјална најава, инаку партиите секогаш може да си кокетираат со своите ставови за да се доближат до гласачите. Но имаше такво барање, ми се чини дека од алтернатива не беше само од партиски функционер, туку и од пратеник. Не случајно ве прашав 91 дали жалите што можеби се немаше повеќе слух за албанските барања, можеби тогаш ќе се избегнеше конфликтот 2001 година и целиот Охридски рамковен договор со создавањето. Дека правата на албанците во 2001 година се по ниво и во области приближни на сегашните, не се само во однос на дефинирањето на самата преамбула. А она што се случи, практично
не знам дали имате време, само да ви кажам дека господинот Бадентер ја постави основата за дискусија на Охридскиот договор и кога заврши, тој даде изјава дека е добро што се тргне по компромис, бидејќи компромисот е принцип на европското законодавство. Измените што се предложени со Охридските амандмани се присутни во 12 до 14 европски земји и дека моделот за двојното мнозинство, кој што тогаш беше врзано само за законите поврзани со тоа, плюс локалната самоуправа и употребата на езиците, не представуваат така наречена консенсуална демократија или консенсуален начин на одлука кој што означува функционален федерализам, создавање на два партнери кои што се изедначуваат. Например, во Уставот стои дека за измена на Уставот е потребно 80%, во кој што треба да има и мнозинство од немнозинските народности во Македонија. Тоа значи дека народностите во Македонија, кои што во целина земено не изнесуваат повеќе од 35 до 40% сите народности. Етнички заедници. Етничките заедници. Дека тие од нив зависи дали ќе има промена на уставот, например, и за влезот на бугарите. Бидејќи нивното двојно мнозинство е неопходно, тогаш тие имат алатка уставна да може да постават барања кои што не одговарат на мнозинството. Тоа значи дека мнозинскиот народ, односно мнозинскиот дел од пратениците на собранието, не може да пристапи кон измена на уставот затоа што малцинскиот дел од собранието на Република Македонија има можност да се изедначи по силата со тоа што мора и они да бидат мнозинство, двојно мнозинство. Тоа двојно мнозинство, за него господин Бадентер имаше најлошо мислење. Кажа директно дека консенсуалниот начин на одлучување или така наречената консенсуална демократија е најлошата демократија и најлошиот начин на одлучување, бидејќи е можно да има блокади секогаш и кога не е нормално, да има уцени и на тој начин во една мултиетничка Македонија да се потенцират национализми, да се прави дистанција и така натаму. Од тогаш наваму не сме биле сведоци на некои еклатантни кршења, ниту од македонска, ниту од било која друга страна, но Уставот е така направен како што е и сега да се вратиме уште малку во ова реалноста. Каде е иднината на Македонија? Каде е иднината на Република Македонија, Република Северна Македонија? Дали европскиот пат е оној единствениот практично? Морам веднаш да ви кажам, бидејќи ја чувствувам идејата апсолутно. Патот на Република Македонија е во Европската Унија, дел е остварен преку нашето членство во НАТО и ние немаме не само алтернатива, туку немаме никаква по-добра перспектива на опстанок и на развој на македонската државност во сите нејзини аспекти, економски, културен и друг, ако во друга алтернатива. Ова е единствената алтернатива. Моето чувство и став уназад не 15-20 години, туку од кога почнав да се бавам со наука и од кога објавив многу трудови на тој план, ево сега најавена, бидејќи ми прифати Министерството за култура да додели 70.000 денари за печатење на книга, ќе направам синтеза на сите тие аспекти. Нашиот пат е тој кој што е половина остварен и на патот кон Европската Унија. Нема друга. Има ли тука опасности идентитетски, она кое што толку наголемо се зборува во јавноста и го користат можеби и дел од политичките партии?
Каква е опасност? Идентитет, за нарушување на идентитетот на македонскиот народ. Нели, тоа е една од тезите кои што го плашат народот. Јас мислам дека нема таква опасност за македонскиот идентитет, бидејќи за тој идентитет гинеле генерации. Например, ако го имате интервјуто на Никола Карев, објавено и во грчки весник, конечно, Крушевската република и Крушевскиот манифест оди по моделот на милетскиот систем, бидејќи само тој постои тамо. И тој вели, јас сум македонец, а овој вели, ако сте македонец, зашто тамо бугари се споменуваат? Бугари се споменуваат по овој милетскиот систем, само по тој основ, а второ, ние сме благодарни на она држава што ќе не помогни. Нас не помага во Илинденското востание, очигледно дека бугарите стоеле за тој Илинденско востание, надевајќи се ка македонците ќе бидат бугари. Но ние сме македонци и ќе бидеме благодарни и на Грција, ако не помогне, но ние остануваме македонци и нема тука никаква измена. Имено, јас фатив еден есеј од 15. век до денеска, како индивидуално се чувствувале населението на Македонија, кое што е мултиетничко и така натаму. И тоа се чувствува како македонците како македонци, а власите, грците, евреите кои што се дел од народот на Македонија, некаде од 15. век при крај почнуваат власи или цинцари од Македонија, многу ретко 3-4 Срби од Македонија, Грци од Македонија и македонци од Македонија. Што значи повикувањето на средновековното име, например, што се врши притисок од бугарска страна, бидејќи ние бевме во рамките на бугарската држава на средниот век, на Асен II, но после тогаш екс официо беа сите бугари. Тој протокол на државата, како се вика државата, така е одговорноста на граѓаните да се дефинираат. Кога дојде Душановото српско царство и ја победи таа држава и отиде дури долу до над Пелопонес, сите стана Срби, бидејќи беа во српска држава, но интимно и тогаш имаме податоци. Они се декларираат како македонци, како власи, како други од Македонија и така натаму, и тука е чисто, нема никаква опасност по таа основа. До сега слушнавме доста, да речам вака, историско-професорски согледувања на сите овие аспекти што го сочинуваат овој проблем или овој предизвик за кој што денеска зборуваме, но една политичка оценка според вас, ќе имаме ли оваа година промена на уставот? Морам да ви кажам дека не можам да бидам сигурен дали ќе имаме со оглед на тврдиот став на ВМРО-ДПМН. Доколку ВМРО-ДПМН остане на тој став, тоа значи дека не може да се собери двотретинско мнозинство во собранието за пристапна измена, тоа за 80%, што значи дека како тргна, нека тргна ова идејата, намерата на владата е да го отвори патот кон Европската Унија, разговорите да ги отвори, но мора да излези пред собранието и да ја провери дали е можна предвидената собраниска процедура. Ако не е можна, тогаш предлозите што ќе бидат остануваат на сите ветришта во Македонија, шпекулирани, анализирани од разни субјекти, не само од новините и
нивното чувство за припаѓање партиско или друго тук од се, и од тие причини мислам дека оние што предават уставно право, досега професори, ниеден не се нафати да учествува, заради тоа што знае дека процедурата мора да почне во собранието. Професоре Поповски, ви благодарам што бевте гостин денес И јас на ви нашата благодарам емисија. што ме поканевте. Поштовани гледачи, тоа беше разговорот со Владо Поповски, еден од луѓето што го создадоа првиот македонски устав. Останете натаму со програмата на телевизија 24, следуваат вестите. Пријатно.